Кейт Мидлтон се врати на кралските должности и веднаш ги изненади сите со драстична промена на својот имидж. Принцезата од Велс Кейт Мидлтон ја покажа својата летна трансформација за време на посетата на Природно-научниот музеј во Лондон. Придружувана беше од принцот Вилијам, а ова беше и нивното прво појавување по летниот одмор. Иако сме навикнати Кейт секогаш да привлекува внимание со својот изглед и внимателно одбрани комбинации, овој пат токму нејзината коса направи се за неа. Принцезата драстично го промени својот имидж и се појави со златни прамени и многу посветла нијанса на коса. Ако им се верува на најлојалните обожаватели на кралското семејство, ова е нејзината најсветла коса досега, но и најдолга. Сепак не им се допадна на сите. Никогаш немала толку грда коса, изгледа оштетена. Ова дефинитивно е перика. Кейт нависена лоши екстензии, беа некои од коментарите. Сепак, тешко да се поверува дека принцеза би се одлучила за толку лоша перика. Пејачот Здравко Чолич е во среќен брак со сопругата Александра. Двојката има две ќерки, Уна и Лара. Кога станува збор за неговите најмили, Чола не штеди, одвои значителна сума за нов стан и луксузен одмор за ќерките. Имено пејачот наводно им купил на ќерките недвижност во еден од најексклузивните делови на Белград, за која исплатил дури 350.000 евра. Чувме дека Чола им купил на ќерките стан. Убаво се отворил, така и треба. Ги гледаме често и во шопинг центарот, но и по познатите ресторани кои се блиску до станот, изјавил извор за медиумите. Чолич неодамна зборуваше за своите наследнички и призна дека се малку разгалени. Не сум јас премногу дисциплиниран, но сум кога е потребно. Им велам секогаш. Имам две ќерки што се разгалени. Нормално и јас би бил на нивно место, но од нив некако очекувам повеќе, рекол познатиот музичар. За летниот одмор на својата ќерка Уна, Чола наводно потрошил околу 45.000 евра. Таа била со својот дечко во Хрватска во престижен хотел со 5 звездички, уживајќи во сите луксузни услуги. Според хрватските медиуми, Чолич неодамна купил и луксузен стан во Пула. Станот се наоѓа во рамките на ексклузивен и скап проект, поставен точно на границата меѓу марината и плажата Пјешчана Увала. Енис Хаџидж Енко е роден во Скопје на 5 септември 1968 година. Басист, а подоцна и фронтмен на легендарната македонска рок група Last Expedition. Енко е бунтовник, раскажувач на урбани приказни и символ на една цела генерација љубители на алтернативниот звук. Во 1985 година, заедно со Сејад Хаџидж, Сеско и други музичари ја формираат Last Expedition, бенд кој брзо се издвојува од останатите по својата енергија, искреност и оригинален музички израз. По заменувањето на првиот вокал Идрис Амети, Енко ја презема улогата на фронтмен и со тоа започнува ново, моќно поглавје во историјата на македонската рок сцена. По години тишина, враќањето на Енко и Last Expedition на сцената беше како гром од ведро небо. Со синглови како Хеј Хо, Мајка и Одиме на Охридско море, тие ја вратија вербата во музиката што зборува од срце, искрено, бунтовно и полно со вистина. Алтернативниот аматирски театар Чекори од Скопје со представите No Exit и Ехо на заборавот денеска и 18 октомври ќе гостува во Хрватска. Воедно театарот најавува нови проекти, меѓу кои Среќни денови од Семуел Бекет, во соработка со актерката и режисерка Снежана Коневски-Руси, проекта за деца и млади, како и неколку други иницијативи. Во подготовка е и монографија по повод 50 годишнината на театарот, како и снимање на филм. Денеска театарот ќе настапи во Славонски Брод на фестивал аматерских казалишта, организиран од сатирично казалиште Младих.
ќе биде изведена представата No Exit од Жан-Пол Сартер во режија и адаптација на Маја Ѓурчевска со асистенција на Никола Димевски. Представата е дел од елитната турнеја што претходно се одржа во Скопје и Струга, а во неа настапуваат Нина Неделковска, Иван Делиманов, Милена Блажевска и Јована Гавриловска.